Христос им вели на апостолите: дојдете, врвете по мене и јас ќе ве направам ловци на луѓе. Интересно е како уште при првата средба со апостолите, без никаков диалог, без никакво запознавање, Христос не им се ни представува, туку им вели: дојдете и врвете по мене. Тоа, за оној кој што чита прв пат, изгледа како Христос да ја повредува, да ја нарушува слободата на личноста, слободата нивна, како да ги прави своји заробеници, не оставајќи им простор да изберат. Но ние знаеме од други примери во Евангелието како на тој повик Христов: дојди и врви по мене, некои не одговориле потврдно. Ако се сеќавате на богатото момче, кој што му вели на Христос: што уште треба да направам? Сето тоа сум го запазил од младини. И Христос му вели: ако сакаш да бидеш совршен, отиди раздај се што имаш и дојди и врви по мене. Но тој се нажалил и си заминал од Христос, не тргнал по него. А тука, во овие првоповикани апостоли, гледаме обратен пример. Се што имале тие не биле само рибите и мрежите, кои што ги расплетувале. Знаеме дека светиот апостол Петар имал семејство, бил женет. Не само што станале ловци на луѓе, туку избегнале опасноста да станат плен на оној кој што е од памтивек имитатор на Бог, кој што лови души за себе, сакајќи да ги отргне од Бога и Создателот. И нема да зборувам за подлабокото значење на овие Христови зборови: дојдете и ќе ве направам ловци на луѓе, и кој се е квалификуван согласно светоотечките аскетско-исихастички критериуми да стане ловец, успешен ловец на луѓе. Тоа го има толкувано Дедо Наум повеќе пати и знам дека сите вие го знаете, но она што е актуелно за сите нас и она на што сакам да обрнам внимание е тоа дека споменавме ѓаволот како имитатор на Бог, изиграва Бог во овој свет и сака да ни се наметне како Бог. И аналогно на тоа, тој повикува своји апостоли, врбува своји слуги кои што сака да ги направи ловци на души човечки. И сега само да направиме споредба. Оти таа имитација, таа измама. Имитацијата не е ништо друго, туку измама. Имитирање на нешто што е оригинално, автентично. А кога зборуваме за Бог, можеме да додадеме и апсолутно. Бог единствено е автентичен заради тоа што тој е Создател и освен Него ништо реално нема и ништо не постои. Се што постои, постои во Него. Ние во Него постоиме, во Него се движиме и смислата на нашето постоење е единствено во Него, во Неговата љубов. И оние кои што Тој ги повикал да ги направи ловци на луѓе, ништо друго не им дал. Мрежата со која што сите ние сме уловени во црквата Негова не е ништо друго, туку љубовта и слободата. Слободата во љубов и љубов во слобода. И во својата слобода ние избираме да останеме во Него
и со Него и во таа мрежа на љубовта Негова не се чувствуваме заробени, туку се чувствуваме закрилени и заштитени, како во сигурен бедем, во сигурна тврдина од нападите на непријателот и од измамата на овој свет. И нема за нас ограничување, бидејќи границите на нашето постоење не е овој свет, не е ниту смртта, туку небесата, вечноста, која што е безгранична, и љубовта Негова која што е безгранична. И сега да видиме што прават оние кои што му служат, на оној кој што го имитира Бог и кој што сака да се прогласи, да се наметне како Бог во овој свет и кому што по Божјо допуштение во последните денови, во последните мигови од историјата човечка, тоа ќе му биде допуштено. И ќе побара секој човечко колено да му се поклони и да го признае за Бог. И веќе ги гледаме и ги слушаме неговите апостоли, неговите гласници, неговите ловци, како проповедаат по 4 краишта на светот и ги користат истите тие зборови: љубов, слобода, човекови права, борба против насилство. И за жал, се повеќе гледаме измамени луѓе. Само оние кои што чии што ум е просветлен од благодата на Светиот Дух и кои што живеат и пребиваат во вистината во црквата, таа измама, таа проповед лажна, тоа ветување на царство овде во овој свет и создавање на рај без Бог, само оние кои што живеат во црквата можат да му го видат вистинското лице, заради тоа што тие го знаат својот Бог. И ние во црквата знаеме кому му припаѓаме. И припаѓаме заради тоа што сме избрале да му припаднеме. Никој не принудил, никој не присилил. Единствено што не држи цврсто за него е љубовта негова. А таа никогаш не ја повредува нашата слобода. Знаеме сите од личен опит колку пати да сме сгрешили, да сме паднале. Тој не отфрлил. Не се одрекол од нас тогаш кога ние 1000 пати сме се одрекле од него, избирајќи го гревот, избирајќи го овој свет. Каков поголем доказ од тоа дека живееме во слобода. Имајќи ја таа слобода да живееме и да постапуваме спротивно на неговите заповеди, а тој трпеливо и целосрдечно да не љуби и трпеливо да го чека нашето покаяние и враќање одново и одново. А ѓаволот не постапува така. Тој доаѓа и покорува. И апостолите, слугите негови зборуваат и проповедаат љубов, проповедаат слобода и права, но ако не сакаш да ги прифатиш и ако речеш дека таквата слобода која што ти ја ветуваат е робство, не те оставаат да избереш. Токму тоа ни подготвуваат. Ни подготвуваат подобро утре, подобра иднина, подобро општество, барем така велат, но не ни оставаат простор да избереме. Туку создаваат моќно тело, кое што го нарекуваат секретаријат, кое што ќе има
svoji inspektori, svoj nadzor, svoja policija i создаваат општество во кое што, ако не сакаш да се покориш и сакаш нешто друго, ќе те присилат. Немаш избор. А се совршено звучи, изгледа. Љубов, слобода, човекови права, еднакво за сите. Но само како што велат тие. Ги немаш правата кои што Бог ти ги дава. Ние во слободата Божја, во божествената љубов, ја имаме таа безумна слобода и Бог да го отфрлиме. И да му речеме, не те сакам, не сакам ништо заедничко со тебе да имам. Сакам да одам во пеколот, не ми треба твоето царство, не ми треба твојот рај. Со ништо Бог нема да не присили, иако е семоќен. Само заради тоа што е љубов. Заради тоа што љубовта не може да се однесува поинаку. Затоа за оние кои што имаат црковен менталитет, светоотечки менталитет, апостолски менталитет, таквата љубов е продзирна, таквата слобода е продзирна. Затоа сум луд и затоа со сите сили се борам против оваа љубов. И оваа слобода ваква. Заради тоа што знам дека тоа е вистинско робство и заради тоа што во овие законски решенија гледам расплетени мрежи на ѓаволот, на непријателот на нашето спасение, по кои што ние нема да се заплеткаме, па макар и по цена на животот. Но ќе се заплеткаат идните генерации, нашите деца, нашите внуци, на кои што нема да им се остави простор да расудуваат, да слушнат од нивните баби, од нивните дедовци, од нивните свештеници, да појдат во црква, заради тоа што предвидуваат и велат дека тоа се традиции и обичаи кои што треба да се искоренат. Тоа го наметнува Истанбулската конвенција и овие несреќни закони. Овој несреќен закон за така наречена родова еднаквост има таков член. Слушнав изборови овие денови дека требало да си ја гледам црквата, да си ги гледам црковните работи, да си ја гледам службата. Нема што да одам јас по политички собири, партиски собири, иако ме коригира на тој собир на кој што бев дека е граѓански собир. Не сум ни почнал да одам. Еве им порачувам јавно. Заради тоа што се додека во овој свет, во сите негови организации, сум дал благослов да членуваат и да учествуваат и да одат мои духовни чеда, луѓе од црквата, мои деца, јас имам право да се појавам. А кој има смелост, храброст, дрскост, слободно нека ми каже дека некаде ми е забранет пристапот. Доста со тие празни флоскули за секуларниот карактер на државата. Јас си ја гледам црквата и си ја гледам службата и согласно моите сили и моите немоќи се носам со задачите што ми се доверени од мојот владик и митрополит и на крајот од Бог. Но тоа се луѓе кои што, пазете, не ја разбрале никогаш црквата. Црквата има одговорност за овој свет. Црквата не се простира само на границите на имотите, кои што во некои историски мигови ни биле одземани и не втерувале во ќош.
Токму такво нешто ни спремаат и денес. Дали ние се плашиме да бидеме затворени, да бидеме втерани во ќош? Нас смртта не плаши. А камо ли нешто друго? И ние ќе се бориме. Не за нешто друго, не за царство, не за политички идеали, не за идеологии. Ние не ни треба такво нешто. Ние имаме идеал, тоа е Христос. Не ни треба идеологија, ние имаме вистина, тоа е Евангелието. Ништо не бараме, ние се имаме. Но нема да ја дадеме својата слобода. И слободата на нашите деца, на нашите внуци. И нема да станеме робови на овој нов Бог кога што го проповедаат. От имаме свој Бог. Нема да слушаме други апостоли. Па макар биле тие министри, премиери, пратеници. Ние ги имаме 12 Христови апостоли, кои што ќе ги слушаме и ќе ги следиме. И нема да ја дадеме својата слобода заради тоа што знаеме дека скапо сме платени. Со крвта Христова сме откупени и платени. Тоа е премногу скапа цена за да станеме робови на луѓе. Па кои да биле тие? Ние сме слободни робови Христови. Толку за денес. Што се однесува до беседата, што се однесува до борбата и до искушенијата кои што ни предстојат, тие ќе потраат. Толку колку што Бог ќе допушти, колку што Бог сака, не колку што некој планира. И сака и одработува агенди и планови на оној кој што сака да му се наметне на овој свет како Бог. Затоа, драги браќи и сестри, да останеме во тоа сигурно пристаниште на црквата, во рамките на мрежите со кои што не уловија светите апостоли Христови, нивните преемници, епископите, свештениците, духовниците. Сетете се на првата љубов, на првата благодат што сте ја почувствувале кога сте се во црковиле, кога сте се исповедале и на слободата која што сте ја чувствувале, ослободени од прангите на овој грев, на овој свет и на гревот. И помножете го со милиони, со безброј пати. Таква слобода, такво царство, таква радост, таква љубов им подготвил Бог на оние кои што го љубат. И ние не треба да го браниме Бог и да ја браниме неговата љубов кон нас. Не му треба на Бог. Ние треба да ја одбраниме својата слобода и способноста да љубиме. И по моето скромно мислење, оно што се подготвува, ова идеологија, антихристовска и сатанска, сака да му го направи на современиот човек, на човештвото воопшто, е да го онеспособи да љуби. Не само Бог. Да не може да го љуби ниту ближниот, ниту сопругот, ниту сопругата, ниту децата. Но да се љуби себе си единствено. А кога човек е неспособен да љуби некој друг освен себе си, тогаш станува ѓавол. Станува демоноподобен. Станува вечено саменик, затворен во својот егоизам, во своето самољубие. И гледате која е целта на овие мрежи распослани низ сиот свет. Ако целта на апостолите и на апостолските мрежи била да не направат слични на Христос, да не направат човеколюбиви и боголюбиви, овие сака да не направат единствено самолюбиви.
И кога ќе стане човек самолюбив, неспособен да љуби никој друг освен себе си, тој без да почувствува веќе во мрежата на ѓаволот. И тој му станал сличен на ѓаволот. Ѓаволот е вечен осаменик, неспособен да љуби никој друг освен себе си, неспособен да се покае, неспособен да побара прошка. Зато велам, токму таа способност богодадена треба да ја браниме. Да се покаеме, да си ги признаеме грешките, да заплачеме, да побараме прошка, да го љубиме ближниот, како самите себе си, да го возлюбиме Бог со сето свое битие. Зато е важно да останеме во црквата. И зато е важно да не бидеме млаки. Да бидеме или студени или жешки. И не смееме да бидеме апатични во борбата против злото и против гревот. Само на Фейсбук и на социјалните мрежи. И погрешно е да се мисли дека еве јас некаква моја борба се борам за нешто. Зашто да се борам јас? Освен за вистината. Еве ме обвинува дека сум заробен во биологијата. Напротив, биологијата за мене значи смрт, значи трулеж, значи распаѓање. Јас ве повикувам да ја надминеме биологијата. Но биологијата Бог ја создал и биолошките процеси. И тоа мораме да го одбраниме. А вие сте многу повеќе поврзани со биологијата од мене. Оваа борба е моја и ја прифаќам како своја заради тоа што вие сте мои духовни деца. Не сте мои биолошки деца, јас немам и нема да имам. Но јас духовните врски ги вреднувам и ги сметам за многу поголеми од биолошките. А вие со вашите деца и со вашите внуци имате и биолошки духовни врски. Затоа ова е повеќе ваша борба отколку моја. Ова идеологија, ова пропаганда ги подготвува за жртвување, за касапење вашите деца, вашите внуци. И моите духовни чеда, родени и неродени. Затоа ве молам, не дозволувајте, не смеете да дозволите да биде само ова моја борба. Јас веќе го избрав својот пат, сум го избрал пред 20 години кога сум го оставил светот. И за мене нема назад. Затоа ако мисли некој дека на некој начин ќе ме скроти, ќе ме успори, ќе ме врати назад, тоа може да го направи единствено ако ме убие. И тогаш ќе бидам победникот и ќе умрам за вистината и за мојот Христос. Имаме одговорност за светот во кој што живееме, за општеството во кое што живееме. Христијаните не биле неодговорни никогаш. Туку напротив, го креирале, го обликувале општеството. И сето ова што го имаме како цивилизацијско достигнување денес е благодарение на христијанскиот етос и на христијанските вредности. Правата на жената, црквата ги донела во овој свет и изедначила со мажот. Согласно римското право и антиката, Христос кога се родил во овој свет, жената била собственост на мажот. Можел тој да избере дали ќе ја лекува, дали нема да ја лекува. И не одговарал за тоа. Но се менува кога оваа пресвета жена ја ставаме на иконостасите во нашите цркви. И заради личноста на Богородица, жената го добива статусот кој што го гледаме денес. Со христијанството. Кој кого враќа назад сега? А црквата оди напред, оди во Царството Небесно, каде што нема да има ниту машки пол, ниту женски. Сите ќе бидат едно во Христос. И ние тоа го живееме. Еве ви, монасите го живеат тој есхатолошки момент и таа реалност. Ние немаме машка и женска схема за монасите и за монахињите. Туку што велат светите отци? Ангелски образ. Ангелите немаат пол.
И достоинството на монах и на монахиња е подеднакво. Ама не ја негираме биологијата што Бог ја создал. Има монах, има монахиња, има машки, има женски манастири. Толку едноставно.